Регионални вести на првиот работен ден. Учебната 2018-2019 година успешно започна и за тетовските основци и средношколци. На првиот училишен ден градоначалничката Теута Арифи во посета на две училишта во градот. Новата учебна 2018-2019 година успешно започна во сите основни и средни училишта во општина Тетово. Училиштата подготвени и просторно и кадровски го дочекаа стартот на учебната година. Годинава за прв пат во училишните клупи седна околу 1300 првачиња. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи на првиот училишен ден го посети основното училиште Кирил и Методи и гимназијата Кирил Печиновиќ. На сите ученици во гимназијата им посака успех поголем од минатогодишниот, кога Тетовската гимназија беше рангирана меѓу првите во Македонија според средната оценка. Значи, денешниот ден, прв ден, училишен ден, го обележав, посетив училиштето Кирил и Методи и исто така и Тетовската гимназија. Морам да кажам дека апсолутно сум задоволна од сработеното од страна на директорите и нивните тимови во однос на подготовките за почеток на школската година, имајќи го предвид фактот дека во сите училишта се направени инфраструктурни интервенции, е сработено за да имаме добар почеток нормално на школската година. Особено е важна гимназијата денеска тука, каде што сме, имајќи го предвид фактот дека сме биле систематични во однос на одржувањето на нивото на поените и токму поради тоа, како резултат на овие политики кои биле 5 години со ред, оваа гимназија веќе има просек над 4, што ја поставува како гимназија во однос на успесите и на нивото на средната оценка меѓу најдобрите гимназии исто така и во државава. Им честитам на сите ученици, наставници, родители, им го честитам овој ден и нормално сите заедно да работиме да имаме што подобри услови и што повеќе успеси за нашите деца. Ова сепак е една голема школа со 60 паралелки. Очекуваме уште поголеми успеси, бидејќи селективно и според законот работиме во приемот на учениците и тој успех ова прошла, мислам, 17-18 година покажа просек 4,5. Значи прошлата година, пред прошлата, мислам, во Македонија само една школа Никола Карак беше со средна оценка над 4. Годинава и нашата школа се приклучи кон врвот на најдобрите школи. Мислам, од се повеќе и повеќе ќе биде присутен квалитетот во нашата гимназија. Околу 270.000 ученици во Македонија денес ја стартуваа новата учебна година. По летото за прв пат во училишните клупи седна над 20.000 основци, додека во прва година во средно образование се запишани над 16.000 ученици. Според предходните најави од Министерството за образование и наука, ова учебна 2018-2019 година се очекува да започне со ревидирани наставни планови за прво, второ и трето одделение. За првачињата се предлага намалување на бројот на предмети, најмногу 4 наставни часа во денот, повеќе одмори и игри, вежбање на часовите наместо домашни задачи и редуцирање на тестовите. Најавено е ревидирање на 22 коригирани учебници, а МОН најави дека сите ученици од прво, второ и трето одделение ќе имаат нови комплети учебници. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека одговор на прашањето кога ќе започне изградбата на објектот наменет за учениците кои следат настава на македонски јазик треба да побараме во Министерството за образование, од каде минатата недела информира дека општината е таа која треба да ги започне градежните активности за изградба на овој објект. Централната и локалната власт меѓусебно ја префрлаа топката околу одговорот за започнување на градежните активности за изградба на објектот наменет за тетовските гимназијалци кои следат настава на македонски јазик.
Денеска Теута Арифи рече дека општината ги завршила сите обврски околу отпочнувањето на градежните активности за изградба на објектот наменет за учениците македонци. Кога ќе започне истиот да се гради, не упати одговор да побараме од Министерството за образование. Мајки го тоа предвид, општина Тетово, значи ја обработи и ја заврши проектната документација и издаде дозвола за градење. Со имањето на дозвола на градење е информирано и сите документи се испратени со забелешки кои беа до нас и кои ние исто така на кои интервениравме, се испратени до Министерство за образование и при дадена дозвола за градба, јас сметам дека треба што побрзо да се реализира програмата на Министерството од 2018 година, да се завршат процедурите и што побрзо, значи, овој објект да ги има сите ученици како што се и во сите други тетовски училишта. Сега они треба да одговорат кога ќе се гради? Не треба да одговорат, треба да отворат тендерска процедура за реализација на проектот. Кога сметате дека ќе се започне? Тоа мислам дека од нас зависеше, значи, дозволата за градба и ние тоа го издадовме. Минатата недела пак од Министерството за образование ни рекоа дека постапката за градење треба да ја започне општина Тетово, а тие како министерство одобриле 31 милион денари за изградба на објектот наменет за учениците македонци. Објектот кој треба да се гради за тетовските гимназијалци беше предмет на политички препукувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, откако лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски пред 10 дена најави дека парите наменети за кампања за референдумот, неговите пратеници, доколку не постои правна пречка, ќе ги дадат за доизградба на тетовската гимназија. Со приредба за топло добре дојде учениците од основното училиште Лирија во Тетово. Ги пречекаа своите најмали другарчиња, првооделенците, а тие возбудени и среќни со големи очекувања. Ја запознаа нивната наставничка, секој во своето оделение. Со песна во која се пее за правата, но и обврските на секое прваче, а во рамки на приредба, учениците од основното училиште Лирија денес им посакаа топло добре дојде на своите најмали другарчиња, првооделенци. Приредбата ја подготвија заедно со нивните наставнички, а гости им беа децата кои за прв пат денес седнаа на училишните клупи и нивните родители. Откако беа прочитани во списокот на првачиња, секое дете се замина во училница со својата наставничка. Во едно од двете оделенија каде влеговме со нашата камера се чувствуваше многу возбуда. Првачињата беа среќни што конечно дојде првиот училишен ден, на којот нивната наставничка добија символични подароци. Мартин Замрџиев. Мартин, колку години имаш? 6. И денес е твојот прв училишен ден, така? Да. Што очекуваш од училиштето? Што сакаш на училиште да правиш? Сакам да цртам, да читам, да пишувам. Тоа сакам. А до сега што научи дома и како подготовки на училиште, например, знаеш да броиш? Да. До колку? До 10. Која буква да знаеш да пишуваш? Знам. Сите букви? Да. Знаеш да си го напишеш името? Да. Илина. Илина, денеска ти за прв пат на училиште дојде, така? Да. И ќе ни кажеш како ти се допадна, кои се твоите први впечатоци? Како ти се допадна овде? Убаво е на училиште? Да. Се запозна со наставничката? А таа, добре? Да. Супер. Ви даде и подароци? Нели? Ти се допадна? Да. Денеска е што? Празник на сите првачиња е денес, така? Да. За прв пат седнуваш тука на училишното столче и како ти се допаѓа? Убава. Во кој училиште, Лана, ќе учиш? Во Рилија. Се запознај со твојата наставничка? Да. Знаеш како се вика? Да. Како? Радица.
Психологот во училиштето Маргарита Гашевска вели дека стекнувањето на работната навика кај првачињата е најважна во овој почетен период од нивното образование. Да стекнат работна навика, дека треба да напишат домашна работа, дека треба да станат наутро, да се измијат и да дојдат на училиште, да ги наредат учебниците или тетратките во чантата, да побараат помош ако од родителот доколку нешто, некоја задача не може да ја решат, меѓутоа не родителите да ја решаваат, туку детето со помош на родителот, да се социализираат, да се научат да се дружат, да работат во група, да не се индивидуалци, да се дружат со не само со учениците од своето одделение, со учениците од другото одделение, да почитуваат различни култури, различни народности, различни националности, бидејќи како такви ќе бидат многу побогати и како личност, и како мали, а и како возрастни. Инаку во основното училиште Лирија за време на летниот распуст интензивно се работело за да се подобрат условите во новата учебна година. Значи извршено е кречење во сите училници, во сите холови, сите училници постоечки кои ги имаме се обновени со плочки керамични, плюс имаме обновено во неколку простори прозори каде што не беа променети, ставени се нови прозори, во сите училници има вариолајти. И како новина е во приемниот дел во училишната зграда на скалите, променети се скалите и ставени се плочки, керамични плочки. Тоа е што се однесува до промените во однос на материјално-техничките услови. За жал, се уште немаме доволно просторни услови каде би можеле да отвориме паралелка за целодневен престој или паралелка со дневен престој. За жал тоа се уште го немаме, иако имаме огромна потреба, меѓутоа условите се тие. Во Лирија годинава се запишани 30 првачиња кои ќе учат во 2 паралелки. Новата учебна година започна во сите основни и средни училишта на подрачјето на општина Гостивар. Училиштата кои беа исклучени поради долгови добија струја, но се уште не е надминат проблемот со вработувањата на определено време. Оваа година во гостиварските училишта има 613 првачиња и 677 запишани ученици во прва година средно. Новата учебна година започна за околу 6600 основци и 3040 средношколци на подрачјето на општина Гостивар. Дел од проблемите на кои изминатите денови се пожалија директори на неколку гостиварски училишта се надминати, но училишните управи повторија дека новата учебна година не стартуваше безгрижно. Училиштата добија електрична енергија, а останаа без согласностите за вработување на кадарот кој е ангажиран со договор. 2 училишта, гимназијата и основното Исмаил Кемали, имаат блокирани жиросметки поради долгови кон фирми. Со финансиска дел е блокиран од 4 месец до денеска, жиросметката е блокирана, пари немат пуштен ни еден динар во жиросметка. Ке главните што ги имаме хигиенски средства, железарија, овие канцеларски материјали, немаме ништо. Тие ние се снајдеме сами, никогаш му даваме јас пари, никогаш сами земат овие чистачки вешто чиста, никогаш некои од компаниите дават без пари. Според гостиварската локална власт, учебната година почнала без пречки. Од општината информираат дека до управите испратиле писмени дописи со препораки за постапување по ангажираните на определено време. Оваа година во гостиварските училишта запишани се вкупно 613 првачиња. За прв пат пак во средношколските клупи седнуваат 677 ученици. Алијансата за албанците од пресконференција упатија сериозни критики за образованието на првиот училишен ден. Рекоа дека нема никакви реформи во образованието, во чија област се прават тендери. Го користиме ова пресконференција како символика на почетокот на новата учебна година, за да го подсетиме јавноста дека и покрај бројните ветувања за реформи во предучилишното, основното и средното образование, до ден денеска не е направено ништо.
Напротив, и нацрт законот за основно образование, кој не е во парламентарна процедура, не содржи никакви новини. Овој предлог закон е уште порестриктивен и наместо да нуди просперитет, уште повеќе ги има деградирано ова важна сфера на општеството, со тенденција за централизација на образовниот процес, каде што наместо градоначалникот да има автономија во креирањето на образовните политики во општината, се обидуваат со мерки од владата, преземејќи му ингеренциите, да не му се оневозможува управувањето, како случајот со општина Гостивар. Го подсетуваме јавноста дека овој предлог е копија на стариот закон, со една површинска шминка која вклучува многу нејасноти и конфузија во врска со овластувањата на органите кои управуваат, раководат и контролират овој подсистем од севкупниот образовен систем. Особено со вертикално истегнување на ингеренциите на управните органи, каде со нивното испреплетување се замешуваат ингеренциите, и тоа управен одбор, раководен орган, совет на општина, градоначалник, БРО, МОН и министар. Представници на секторот за внатрешни работи Тетово на средба со директори на училишта во Гостивар. На иницијатива на секторот за внатрешни работи Тетово, а во рамки на планираните подготовки за новата учебна година, денеска во Гостивар се одржа средба со директорите на 4 гостиварски средни училишта, на гимназиските паралелки во Неготино, Полошко и Ростуше, како и на 2 градски основни училишта. На денешната средба началникот на секторот за внатрешни работи Тетово, Амир Далипи, поблиску ги запозна најодговорните на училиштата со досегашните идни активности за поголем ред и безбедност на учениците во и околу училиштата, пред се од областа на јавниот ред и мир и сообраќајот, но и други. Далипи исто така се осврна и на начинот на најефикасна практична соработка на релација училишта-полиција, а стана збори за другите состојби и можни предизвици од професионалниот делокруг на СВР Тетово. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во периодот помеѓу 1 и 2 септември засега непознати сторители извршиле тешка кражба во црквата Свети Димитрија, лоцирана на улицата Прохор Пчински во Тетово. Откако ги скршиле двата катинари од дрвената влезна врата, насилно отвориле и 2 дрвени каси во внатрешноста, од кои одзеле 200 и 800 денари, како и уште 400 денари кои биле оставени на друго место во црквата. Противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист од 1400 денари. По извршениот увид се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите. Во полицискиот билтен информација за нарушување на јавниот ред и мир. Вчера околу 14 часот и 30 минути, 38-годишник од тетовското село Челопек пријавил дека на црковна прослава во селото 29-годишно лице го нарушило јавниот ред и мир со пукање од огнено оружје. На местото веднаш се испратени полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово. Од СВР Тетово информираат дека до нивно пристигнување пријавителот физички го нападнал 29-годишникот, пошто тој, заедно со уште едно 25-годишно лице, кое пак исто така ги попречувал полициските службеници во преземање на службени дејствија, физички го нападнале 38-годишникот. Тројцата, како и 29-годишникот истото село, кој дрско и недолично се однесувал во црковниот двор, лишени се од слобода и се работи на целосно расчистување на случајот. Вечерта пак помеѓу 1 и 2 септември од 23 часот до 3 часот, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово спровеле акцијска контрола во угостителски објект без фирма во Тетово, собственост на 25-годишник од Тетовска Мала Речица. При тоа во објектот биле затекнати 6 државјани на Република Албанија, од кои 4 женски лица пејачки и 2 машки лица музичари. 6 државјани на Република Албанија приведени се и задржани во полициската станица Тетово,
а потоа предадени се во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за понатамошна постапка. Вчера околу 16 часот тие се депортирани во нивната матична земја. Акциска контрола пак со која биле опфатени мопеди и велосипеди со помошен мотор е спроведена вчера од 14 до 20 часот на Тетовско-гостиварското подрачје. Во неа вкупно се откриени 17 прекршоци, од кои 9 во Тетово и 8 во Гостивар. Констатираните прекршоци заокружени, односно санкционирани се со 17 прекршочни платни налози. 8 моторциклисти се исклучени од сообраќај, додека 4 се повикани на сообраќајна поука. Основниот суд Гостивар и одреди притвор во траење од 48 часа на постарата ќерка на семејството Посеста, осомничена дека го извршила грозоморното тројно убиство во Дебар и дека таа ги застрелала својот татко Агим, мајката Назмие, 14-годишната сестра Нила. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Дебар до основното јавно обвинителство против судот во Гостивар во врска со убиството на АП, НП и нивната 14-годишна ќерка во Дебар поднесе кривична пријава против 28-годишна жителка на Дебар поради основано сомнение дека сторила кривично дело убиство, велат од МВР. Полицијата ги уапси и помагачите на осомничената. Станува збор за ФГ 31-годишен од Гостивар и ВК 61-годишен од Дебар, против кој е поднесена кривична пријава за помагање во врска со убиство. Судија на претходна постапка и ним им одредил притвор во траење од 48 часа. Инаку убиството се случи минатата недела во раните утрински часови, а безживотните тела беа пронајдени истиот ден околу 21 часот. Сопружниците беа пронајдени мртви во спалната соба, а девојчето во својата. Тројцата се убиени на спиење. Од ноќеска на полноќ бензините и дизелот поскапуваат за денар, односно за денар и половина, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер БС95 се зголемува за 1 денар и со тоа новата цена ќе изнесува 72 денари за литар. Евросупер БС98 и дизелот од ноќеска на полноќ ќе поскапат за 1,50 денари и со тоа малопродажната цена на Евросупер БС98 ќе изнесува 74 денари за литар, а на дизелот 64,5 денари. Цената на екстралесното масло за домаќинство исто така ќе се зголеми за 1,5 денари на 53 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 0,951 денар за килограм и со тоа новата цена изнесува 34,004 денари. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен југозападен правец. Утринските температури се движеа од 15 до 20, а дневните од 22 до 29 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 15 до 22, а дневните од 23 до 30 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!